Господине Петровски, што се случи на овие избори во стрејата? За жал, човекот што го смени името, што го смени уставот, што го избриша аснам од преамбулата, што го додаде Охридскиот рамковен договор во преамбулата, што го потпиша Преспанскиот договор, човекот што направи се што не требаше да направи во овој мандат, ако се гледа од позиција на македонски национални интереси, победи на изборите. И што е најтрагично, никогаш не беше доведено во прашање дека тој ќе победи на изборите. Изминатите 2 или 3 години и на сите анкети, и на сите избори и победува и води на анкетите. Значи ниту во еден момент, иако нели се создава една лажна еуфорија кај ВМРО-ското членство, во ниту еден момент ВМРО не беше во ситуација да може да му конкурира на тој човек кој продаде све што можеше да продаде во Република Македонија. За жал, за жал на нас што ги загубивме изборите, меѓу тие што ги загубили изборите се сметам и себе, затоа што мојата опција ВМРО-ДПМН не победи. Нас не победи човек кој што цело време е подценуван дека е прост, глуп, селјак, патетичен, со низок IQ, меѓутоа човек кој што јас мислам дека имаше точно искалкулирано и му беше јасно што му треба, каде му треба, колку му треба за да победи. Исто така на анкетите, кои што цело време ги гледаме, имаше дупло предност во однос на Мицковски. Како лидер. Како личност, поединец, да, како личност. Значи тој глупавиот и простиот. Имаше дупло повисок рейтинг од Мицковски на лична основа. Тој селјакот во однос на наше дете, или како што милува сам себе да се вика даскалот, бидејќи нели некој Гоце Делчев ги викале даскалот. Влезе во тој филм, нели да глуми реминисценција на Гоце Делчев. Што беше катастрофа, затоа што не е автентично. Тие полтрони околу него му е направија таа приказна околу Гоце Делчев. А тој е склон да верува дека од Господ, а кој веруваше дека од нива црпнат и донесен да ја спаси Македонија, исто може да се каже и за овој кој смета дека е исто црпнат меѓутоа од кабинетот на тато и донесен да ја спаси Македонија, да ја спаси ВМРО-ДПМН. Дека има право на владење затоа што е наше дете, односно дека на таа позиција му е на него инхерентна. Само обманата почна, ова е мала дигресија, па би сакал се вратам назад. Психолошки треба да го изанализираме, нели, да можеме да видиме. Нема зошто да не, јас сум го анализирал многу и многу ми е жал што само заложувањето почнува кај него од кога? Од моментот кога во општинскиот комитет во Карпуш му закачија негова слика место сликата на Груевски. Тоа беше веднаш по конгресот кој што беше наместен, како што сум кажал многу пати. Конгресот во Валандово беше наместен, фингиран, на кој што конгрес немаше мнозинство на делегати, немаше слободно изразена волја, ами Мицковски беше поставен за да ја одработи токму оваа агенда.